Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е претседателот на Сдруженијето на новинари на Македонија Насер Селмани. Селмани, Европската комисија беше доста критична во најновиот извештај во врска за слободата на изразување. Според вас, реално ли е отсликана состојбата? Да, ако се гледа, ако се прави споредба со извештајот од минатата година, овој извештај е покритичен. Меѓутоа, ја мислам дека Европската комисија продолжува да биде наклонета кон Македонија, затоа што кога би се однесувала како што се однесува владата на Македонија кон извештаите на Европска комисија, без тронка сомнеш Европската комисија ова година можеше слободно да ја одземе препораката на Македонија, затоа што навистина има регрес во суштински сфери во животот. Што недостига според вас во извештајот? Има работи кои што во извештајот кои според нашето мислење не се сосема објективно представени. Таму вели дека законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е донесен со консултации, дека законот генерално ги исполнува европските стандарди. Ние продолжуваме да тврдиме дека тој закон не е усогласен со европските стандарди и пред се не е усогласен со препораките на Советот на Европа кои што се однесуваат на функционирањето на јавните сервиси и регулаторното тело. Постојано и вие... Има уште една работа. Вели во извештајот дека измените на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се донесени со ограничени консултации, а реалната состојба е дека тие закони беа донесени без никакви консултации. Лично ја минатата година се воздржав од коментар околу извештајот за делот на професионалните стандарди и отсуството на солидарност во медиумите. Мислам дека ако Европската комисија сакала да ги констатира работите, ние се согласуваме дека тоа е така. Меѓутоа, навистина не е работа на Европската комисија да ја оценува таа работа, затоа што ако тие мислат дека може да помогнат во тој дел, мислам дека може да се вклучат. Ние како ЗНМ ги повикавме колегите кои што меѓусебно се тужат да ги повлечат тужбите. Меѓутоа очигледно тие имаат некоја друга агенда. Ако Брисел смета дека може да помогне, тие може да се вклучат и да проба дали со тие луѓе може да се разберат, повикувајќи се на потребата дека треба да има новинарска солидарност, дека треба да се почитуваат професионалните стандарди. Очигледно е дека се работи за луѓе кои што она што клучно треба да се занимава Европската комисија е зошто токму таквите новинари ги водат медиумите во Македонија и зошто токму тие сопствениците на медиумите имаат интерес да ги вработуваат. Постојано и вие тврдите дека има недостиг на демократија, дека се гуши слободата на изразување. Што може да направите вие како здружение за подобрување на состојбите? Ние се обидуваме и мислам дека ако вреди нешто да се потенцира е тоа дека ние за 4 години никогаш не престанавме да збориме за проблемите. Мислам дека е неслучајно што Европската комисија не само Европската комисија, сите меѓународни институции прашањето за слободата на изразување го третираат во Македонија како приоритет. И тоа не е случајно. Можам да речам дека дел од таа заслуга да прашањето за слободата на медиумите да се крене на така високо ниво имаме и ние. Меѓутоа, прашањето е ние како здружение не можеме да ги замениме институциите. Ние можеме да посочиме, ние критикуваме, ние нудиме решенија, ние некогаш и преземаме и одговорност повеќе од она што треба, меѓутоа очигледно од другата страна нема кој да не слуша. Чија е вината за ваквата ситуација? Лоцирате исклучиво во владата? Ќе се обидам само да потенцирам дека кога би постојала политичка волја во Македонија за решавање на проблемите, мислам дека тие би можеле да ги решиме за една година. Зошто? Затоа што ние имаме конкретни
решенија кои што им ги нудиме на владата. Што треба прво да направи? Хитно веднаш треба да престане притисокот и заплашувањето на новинарите преку судски процеси, преку казни. Второ, треба да престане политиката на неказнување на насилство врз новинари. Ова година имаше неколку примери кога врз новинари беше извршено насилство и за жал кога како извршители на тоа насилство беа припадници на полиција, никој не одговараше, дури полицијата ни тврдеше дека не можела да ја утврди таа фактичка состојба. Треба веднаш да почнеме да го усогласиме нашето медиумско законодавство со европските стандарди. Секако тука спаѓа и прашањето на ограничувањето на казните, бришењето на дефиницијата новинар, исклучувањето на печатените медиуми од регулација. Секако почитувањето на социјалните права. Значи, ако навистина се има желба да се решат проблемите, ние имаме решение. Меѓутоа, прашањето е колку од другата страна има подготвеност и сенс да постапуваат по тие. Бевте дел од процесот на договарање на новиот закон со кој се декриминализираше клеветата и навредата. И тогаш дел од филата ве обвини за лошо законско решение. Сега фокус е осуден на висока казна според тој закон. Што може да се направи сега? Не треба работите да ги гледаме црно-бело, затоа што во текот на спроведување на тој закон имаме и добри елементи. Например, на првостепено одлучување од 40 тужби кои што се поднесени против новинари, околу 20 се во прилог на новинарите и ние не можеме тоа да не го прифатиме и да не речеме дека тоа е дека практично судот почнува да применува законот како што треба и во тие рамки и праксата од Европскиот суд. Меѓутоа ние никако не можеме да се согласиме дека пресудата против Фокус дека е согласно законот. Ние тврдиме дека кога судот би го применили законот, нашите колеги од Фокус требаше да бидат ослободени. Зошто во едни случаи судот ги ослободува, во други како во случајот со Фокус? Тоа е многу интересно прашање. Мислам дека тоа и во извештајот се нотира. Прашањето е дали навистина судот не знае да го примени законот или во прашање е нешто друго. Притисокот, политичкиот притисок, затоа што како тужител од другата страна се јавува еден моќна фигура од јавниот живот, како што е директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање. Новинарските организации фелата речиси една година се ангажира околу случајот Кежаровски. Алармирани се и меѓународните организации, а одлуката ќе се знае наскоро. Што ако се донесе одлука колегата да биде осуден на казна затвор? Кој е планот на Сдруженијето? Што може да се направи? Вие видовте дека ние се обидуваме да го одржиме притисокот постојано и да го следиме процесот. Се обидуваме да на некој начин преку активности кои што ги имаме во ЗНМ да го одржиме вниманието и членството да го одржиме будно, затоа што без разлика на пресудата ние мора да бидеме спремни да реагираме соодветно на ситуацијата. Не сакам да поверувам дека после се што се случи во Македонија, после ваков критичен извештај, после постоењето на сериозна опасност следната година да изгубиме препораката, апелациониот суд да донесе одлука со која сите овие работи ќе ги стави на страна и ќе ја потврди. Не би сакал да верувам, меѓутоа ако тоа се случи, ние мора да бидеме спремни на акција и мислам дека ако сега како новинари не реагираме така како што треба да реагираме, мислам дека ќе испуштиме една многу добра можност да не само да одбраниме еден колега, но туку да се одбраниме сами себе си. Затоа што ако Кежаровски биде осуден, тоа ќе значи дека секој од нас е потенцијална мета за гонење, судско гонење.
Селмани, ви благодарам на одвоеното време. Фала на вашиот интерес. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.